Добро вечер, драги пријатели. Вечерва или поточно кажано ноќеска. Би сакал да се осврнам малку на анализа, со една анализа на геополитичката ситуација во светот, особено кај нас и во соседна Србија, Црна Гора, значи во регионот. Мора да признам се игра една перфидна игра, но доста провидна за добар аналитичар во страна на САД, поточно Велика Британија, бидејќи САД е само нивна маша. Провидна игра зашто велам? Прво, со демонстрациите сега што почнаа во Србија и посебно во Украина, се со цел да се спречи или да се блокира доаѓањето на председателот на Руската Федерација Владимир Владимирович Путин во Србија, која е планирана за 17 септември. Јас си напишав дека не му е поволно, ја не му препрачувам да патува многу аспекти. Прво, кој што реков, месечината која му е владетел на 9-та куќа, токму на 17 ноќта почна да транзитира низ него во 8 куќата куќа на Абдулкадир Печки. Она во суштина и ќе биде во конјункција со неговата натална месечина во 8 поле, значи ќе биде голема нервоза и може да се случат блокади пречки за да биде токму пред овие демонстрации што се случуваат во Белград, во Србија, значи и во Крајна, поточно Република Српска во Босна е причина да не дојде. Зошто е таа причина? Прво, овој проекат Голема Албанија што сака да го наметне САД или поточно Велика Британија не е поради што ја сакат албанците и сака да ја создадат голема држава, не. Албанците треба да бидат свесни дека во тој проект Албанија ќе снема како држава една работа. Албанците ќе нема за приплат, тоа го кажа уште 95 година, и ќе биде само една маша или колатерална штета, да не кажем едно жртвено јагне на САД, поточно на Велика Британија. САД, кој што реков, нивна маша, нивна незванична колонија, кај САД, дека е Австралија званична колонија. Проектот Голема Албанија не започна сега, тој започна веќе, мислам дека 2004 или 2005, не ми текна тоа, која година, со одвојување на Србија и Црна Гора. Поточно со создавање на независна Република Црна Гора. Јас случајно пред некој ден имавме изјава на Еди Рама дека по тргањето на границите на Косово, со Косово, Албанија има намера да ги тргне границите со Црна Гора, а Црна Гора да стане една од покрајините на Албанија. Тоа е повеќе трагикомично, ако се земе фактот дека во Црна Гора има само некаде околу 5% албанци, останато се најголем процент се црногорци, потоа Србија има ги негде околу 30%, а црногорци мислам дека 44-45%, значи нема ги ни 50% во сопствената држава. И тука Црна Гора направи голема грешка, значи одвојувајќи се од Србија или од СР Југославија тогаш. А втората голема грешка, можеби кобната за Црна Гора е влегување во НАТО. Зошто тоа кобна грешка? Бидејќи во НАТО има едно правило, ако две држави војуваат меѓу себе, НАТО нема интервенција. А добро знаеме дека неслучајно Албанија е примена во НАТО, кај што е нормално Црна Гора, и во случај да Еди Рама посека да го оствари оно што сака, значи што го најави, отварање на границата со Црна Гора, автоматски ако дојде до конфликт, србите не би смееле да ја помагаат на Црна Гора. Зошто? Автоматски Србија со тоа би објавила војна НАТО и НАТО би имал причина повторно да интервенира врз Србија, значи повторно бомбардирање. Но сега зошто се тие протести? Значи, да го поврдам со ова што веќе кажав, протестите во Србија тоа се Соросови агенции и во Босна, поточно Република Српска, се со цел да не дојде Путин, Владимир Путин, а и паметно е во овој момент дека не се смири ситуација да не доаѓа, за да
Тука се подготвуваат повеќе договори, но страх ги дали во тие договори има и војна соработка меѓу Србија и Русија. Поточно дали Руската Федерација и нивниот претседател Владимирович Путин на Србија ќе ги гарантира безбедност. Инаку веќе подолго време, значи, Руската Федерација бара од Србија, они имаат центар за помош или повеќе ватрогасен центар во Ниш, да премине во база, војна база, со тоа што Србија би добила целосна заштита. Значи, во тој случај прашање дали албанците и неалбанците, дали САД би се смеле да интервенираат врз Русија или Руската Федерација, подочно кажано. Мислам, оне е 99 година и многу се работи сменија. Може би овој проект да беше многу побрз, некаде до 2006, 2007, 2008, па и 10 година. 10 веќе е касно, но е, да кажем и 10 може би ќе се проготвеше и ќе успеше, но сега е премногу доцна. Од многу причини ќе ви објаснам глобалната политичка сцена како изгледа. Значи, САД, првата рецесија доживува 2008 година, значи првиот економски колапс, при што морат веќе тогаш да печатат некаде над 8 трилиона долара. Тоа се големи пари. Они званично должат околу 21 трилион или 21.000 милиарди, а многу повеќе се незванично. Значи, од тогаш почна тој економски колапс на САД. Од тие причини се повлеко војските од Ирак, од Либија, од Авганистан, од Сирија, сега наред. Иначе, со повлекување во Сирија, тоа е една голема игра. Една и голема игра со курдите, а втора игра е со самата Турција. Значи, тие курди што се во Сирија се наоружени, а во Сирија они имаат веќе автономија, а во Турција немат, што зборува дека ќе се оди на дестабилизација на Турција и веќе наоружаните курди од себе, значи од Сирија, можат да преминат во Турција. Знаеме дека во Турција ги има некаде 15 до 18 милиона, а Турција негде има некаде над 60 милиона жители, што не е мал процент. Бидејќи тие ќе бидат многу поголеми борци од турците, се борат за своја сопствена држава, значи независност. И тука исто е вмешана и Македонија. Ја му препрачувам на премиерот Заев, знае добро дека не е од македонска националност, му препрачувам што е поскоро да се прекинат останите промени и да поминат, да кажеме. Нема никој да бидат реализирани многу причини. Тука ќе избива веднаш граѓанска војна, ќе летат глави на тикви, посебно политичари. Треба да внимаваат многу оние што кренеле рака уште првиот пат за отварање на уставот. Тоа се тешки кривични дела за кои следува доживотен затвор при промена на власта. Јас сум 99,9% дека 2019, освен што ќе има претседателски избори, ќе има и предвремени избори, бидејќи државата се наоѓа во економски колапс, презадолженост. За да не се лажеме и да не се продаваат шарени бубончиња, за да се нагази топката се зачува, па и владата што подолго истрае, можето многу перфиден начин, не сегам да учам како, може да се разбават некои пратеници кои ќе имаат гласање и примерно да се има некој оправдување пред работодавците, но се треба да се направи, бидејќи не да Боже ако помине, ја не би сакал да сум нити во негова кожа, нити во кожата на сите пратеници што крене рака, бидејќи народ во моментот, македонскиот народ во моментот нема лидер, тоа е факт. Тука не може да се потврди на ВМРО, поточно на Мицковски, кој се е покажено, но не само лидерска работа, мислам лидерски квалитети. Значи, ако ќе дојде граѓанска војна, кај што ќе нема лидер, ќе се формираат тројки, четврки, петорки, слично кон солонските атентатори, групи, значи никој не може да ги контролира, никој не ќе може да ги обвини, а ќе ти влегува дома, ќе ти треби да тоа што е во колевка. Значи, му препорачувам на примерот Зоран Заев, ќе му кажам искрено да не се нада дека ќе остане жив, без разлика што и да се случи понатаму.
презима една невозможна мисија. Неговите работодавци не оставаат сведоци без разлика дали ќе заврши задачата или не. Тој живи пример за тоа има неговиот суграѓанин покојниот Борис Трајковски и лидерот или поточно премиерот на Србија покојниот Зоран Џиџич. По тие причини подобро е да ја награзи топката, а со непоминување на уставните промени, значи не доволно пратеници, разбогување и така натаму. Не треба да го учам, па не го убива за тие работи. Едно ќе си го продолжи животот, второ ќе си ја спаси семејството, бидејќи во случај на граѓанска војна прво ќе летат неговото семејство, оно што го видам не би сакал да се случи, затоа го поменувам повторно. Тие мои парапсихолошки визии видов како живи го разави. Не само Заев, многу членови на СДСМ, тука и Фрчковски, и Црвенковски, многу ќе страдат, сите што општо крене рака на македонците. Не треба да се заборави дека македонскиот народ, православниот народ, ако земете статистика, се над 70%, тој е голем процент, и не може да се игра со такво малцинство. Без разлика, ми изборуваме македонски парламент, не знам колко е парламент во моментот може да се нарече македонски, кога во него има само 29 македонски православни. Токму така, само 29%. Кој ќе земете тој ни 25% ги няма. Од тие причини Србија треба да внимава доста сега, значи да не се залажува со никакви договори со Трамп, ја им препорачувам, тоа е замка. Тоа и самите нивни аналитичари знаат, затоа се пуштени Вучич и Перишич, се се тоа западни агенти, што за жал ни тоа не го забележуват, но најтрагикомично е кај мене кога прашање Србија, кога беше бомбардирана со збогатен ураниум, во своето Министерство за одбрана цел спрати има стапна на НАТО. Тоа е повеќе од трагикомично. И самиот Вучич не е чист. Он седи на две столчиња, додено време да се одлучи на кој ќе седне, бидејќи во спротивно, набрзо ќе пие кафе заедно со Џиџич, може би нашиот премиер да му прави друштво. Драги пријатели, толку е за сега, понатаму ќе ви известувам како ќе биде. Мислам, ја знам, но не сега не е интересно се да се каже и предолго ќе биде во моје јавување. Воедно уште едно би сакал да ви посакам среќна нова година да ви се остават многу желби, а на македонскиот народ му порачувам да биде сплотен и работите да ги земе во своји раце, ќе опстане само ако верува во себе.